Илија Стоилев и другите четворица осомничени за подкуп во платежната агенција не биле единствени кои вршеле злоупотреби. Премиерот Мицкоски вели дека суспендирањето на плаќањата од ИПАР-3 програмата дошле по негово барање. И во сила ќе бидат се додека не се истражат и други можни малверзации. И тој уверува дека акцијата на обвинителството за организиран криминал била поздравена од Брисел. Мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што свеќе истражиме. Свеќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. Обвинителството неколку месеци е работело пред истражната постапка за директорот на платежната агенција. Постапката е тајна, па оттаму велат дека до овој момент докази имаат само за конкретниот случај за примање мито од 400 евра или првата рата од ветените 50.000 евра. Дека одговорност и санкции мора да има, вели и претседателката на државата, но за да добиваме средства како поддршка ќе мора и домакински да се однесуваме со нив. Одговорност мора да има, но веднаш ова треба да биде причина да се гарантираат транспарентниот процес во користењето на средствата и одговорноста и отчетноста, за да се оневозможи постфестум ние само да санкционираме, но повторно да има можности за злоупотреба. Опозицијата бара оставка од министерот Трипуновски. Велат дека штетите од корупцијскиот скандал кон македонското земјоделство се огромни. ИПАР финансира 50% од една инвестиција на земјоделците, а остатокот го плаќаат сами. Па сега СДСМ вели дека голем број од нив ќе бидат оштетени и бараат владата да ги објави сите документи и извештаи поврзани со програмата. Колку корисници веќе имаат подпишано договори, имаат вложено своји средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе, бидејќи е јасно дека заради корупцијата на луѓето на Трипуновски и Мицкоски, тие се веќе оштетени. За најавноста да и биде јасно, ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАР програмата по ваков скандал ќе продолжи. Државата ги суспендираше плаќањата од ИПАР-3 програмата поради скандалот со директорот на платежната агенција. За тоа се известени и Европската комисија и службите во Брисел. Илија Стоилев беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Во случајот, осомничени се 5 мина. 4 се во ефективен, а 1 во куќен притвор. Даниел Василев, Сител телевизија.